Жанела Риас нашла слободно место во подрумот за нејзините козметики за убавина. Го користев Тему и се уште го користам. Со седиште во Бостон, кинеската компанија Тему е еден од најновите трендови во e-трговијата. Четка за шминка за подлога што би ја купиле за $50 во Сефора или на некое друго место за козметика. Неодамна ја купив за $5 и е многу подобра од таа што ја имав. Ариас вели дека Тему има начин да ги натера луѓето повторно да купуваат. Предизвикува зависност преку апликација каде што ги добивате овие понуди. Ако нарачате нешто, во следните неколку минути добивате дополнителни бонуси. Друга компанија за e-трговија со ниски цени основана во Кина е Shein, сега со седиште во Сингапур. Клучот за цените е уникатниот бизнис модел на компаниите, вели професорот Кристофер Танк од Универзитетот Калифорнија Лос Анџелес. И покрај тоа што продаваат онлайн не се рекламираат толку многу, ти ангажираат инфлуенсери. Го употребуваат она што ние го нарекуваме социјална трговија. Ги користат Инстаграм, ТикТок и Фејсбук за да ги промовираат производите. Танк вели дека Shein, например, нуди брза мода и тесно соработува со фабриките во Кина. Произведува мали серии, но складира суровини. Користејќи вештачка интелигенција за следење на однесувањето на клиентите, Shein напредува брзо за да одговори на побарувачката. Кој производ го прелистуваат, кој производ го купуваат, потоа се обидуваат да ги следат трендовите. Ако трендот на сезоната на вистина бележи нагорна линија, тогаш тие веднаш ќе побараат од фабриката масовно да ги произведуваат тие производи. Друга причина зашто цените се ниски е даночната дупка во САД, што им овозможува на компаниите да испраќаат производи вредни помалку од $800 во земјата без да плаќаат увозни давачки. Некои законодавци се загрижени дека производите што се продаваат на овие локации може да бидат поврзани со присилна работа на ујгурите. Портпаролот на Shein вели дека компанијата има политика на нулта толеранција за принудна работа и се обврзува на почитување на правата на своите работници низ синџирот на снабдување. Тему не одговори на барањето на Гласот на Америка за коментар. Но студентот Захаан Риас вели дека нема да купува од вакви компании за e-трговија. Брзата мода предизвикува многу проблеми во однос на правата на работниците, особено во странските земји, а исто така создава многу отпад. Ариас вели дека непобедливите цени имаат своја цена. Јас всушност имав нарачка во која изгубив се. Едноставно сте спремни да искористите таа шанса поради цената што ја плаќате, бидејќи е многу ниска. Поплаките на клиентите на веб страницата на Бирото за подобро деловно работење вклучуваат проблеми со квалитетот на производот, како и испораката или услугите на клиентите за двете компании. Но компаниите како Тему и Shein ќе продолжат да бидат успешни, вели Танк. Американските потрошувачи сакаат добри сделки, така што овие видови добри сделки тешко се надминуваат. Ариас вели дека е селективна во она што го купува, држејќи се настрана од брзата мода поради отпадот. Но таа ќе продолжи да купува сделки овде за производи што може да ги користи со текот на времето.